Добро вечер на сите и добро дојдовте на промоцијата на книгата Во сенката на злосторот на шведската авторка Хелена Хеншен, која што е објавена на македонски, чисто превод од шведски е објавен на македонски со помош на програмата за книжевен превод на Креативна Европа на Европската унија. Преводот е на Ивица Чаликовик од шведски, кој што е тука исто така присутен со нас. Присутна со нас е и керката на авторката, Кристина Хеншен, која што беше делумно вклучена во самиот процес на создавање на оваа книга, која што е многу важна меѓу другото, затоа што е и првата книга што има добиено Европската награда за литература. Кога наградата е воспоставена, ова е првиот роман што е добил таа награда. Инаку Кристина работи како генерална секретарка на Фондацијата за меѓународна соработка, која што е под шведскиот јавен сервис, односно шведскиот радиодифузер. И со нас тука од мојата десна страна е Елизабета Баковска, наша писателка и теоретичарка, исто и поетеса. Мислам дека за почеток тоа ќе биде сосем доволно. Сега ќе дадам збор на Бети да ни каже нешто повеќе околу книгата. Повелете, Бети. Благодарам, Ана. Добро е вака. Така, јас ќе се потрудам да бидам да зборувам кратко. I know that in the audience there are people also who don't understand Macedonian. Ќе се обидам грото да биде на македонски, ќе кажам неколку куси работи на англиски. So I will just mention a couple of short things in English as I'm giving my presentation, but most of it will be in Macedonian. Хелена Хеншен, како што спомна Ана, ја добива Европската награда за книжевност во 2009 година за овој роман, кој што е напишан 2004 година. И таа ново востановена Европска награда за книжевност таа година има едно промотивно видео. So Helena Henshen appears in a promotional video in 2009. It's a 4-minute long video in which she speaks about the book itself. И во тоа промотивно видео жената со која што разговара, тие се возат во едно такси низ Брисел, и жената со која што разговарам ја прашува за книгата и вели, нели, што мислевте, што очекувавте? Авторката вели, па не знаев што да очекувам. И излезе дека книгата е многу успешна, а жената со која што разговара ја прашува во што е тајната. So the woman with whom she speaks in the taxi in this promotional video, she asks what is the secret about. And that's the point of this book. И тоа е поентата на книгата, бидејќи
Хелена вели, оваа книга е за една тајна и таа тајна беше во моето семејство. That was a secret which was in my family. И ова е всушност многу накусом, може да се каже, сижето на овој роман, а тоа е дека се работи за една семејна тајна и таа семејна тајна е всушност мрачна, тешка, траорна. It's a very difficult and a heavy family secret because it concerns a murder, бидејќи се однесува на убиство, кое што се случило, само накусо ќе кажам да не ја раскажувам книгата, кое што се случило во 1932 година, кога вујкото на авторката го убива својот татко, двете слугинки на таткото, ја убива својата сопруга, а потоа се убива и себе си. So it's a brief story about family murder that took place in 1932. And when you start reading the book, or when you hear about the book, кога ќе слушнете за книгата, you might have the impression, може би ќе стекнете впечаток, дека се работи за еден крими роман. Не знам, и кога јас почнав да ја читам книгата, имав некакви очекувања, I had expectations myself, and those expectations were maybe biased by this short story that I read. Меѓутоа, што се случува? Како што се чита книгата, се открива дека оваа книга, овој роман, не е толку крими приказна, туку е многу повеќе, затоа што и самиот наслов на романот го кажува тоа всушност, насловот е Во сенката на злосторот. Значи, романот е за многу повеќе работи, за многу подлабоки работи, за се она што всушност останува скриено во сенката на тој злостор. But this novel is much more about different things, about all of the things that remain hidden in the shadow of the crime, as the title of the novel says itself. Самата авторка се чини дека се нафатила да на своја зрела возраст, некаде после 60-та година, дека се нафатила да направи една книжевно документаристичка реконструкција на овој настан. So she basically uses a lot of documents to reconstruct in a way what happened a long time ago. Во оваа реконструкција таа користи полициски потерници, написи во весници, health records, court records, private correspondence. Исто така разговара со извесен број луѓе од своето семејство, со своји блиски подалечни роднини, меѓу нив и со својата собствена мајка. Ако ја погледнеме структурата на романот, може да се види дека тој е составен од неколку дела. Насловите, the titles of the parts of the novel, упатуваат на двајцата главни протагонисти во таа приказна, Фредрик, значи убиецот, и неговата сопруга Софи. So the titles of the parts of the novel, they indicate to the main characters of the murder, Frederick, the murderer, and his wife Sophie. И ако ги погледнете вака, може дури да потсетат, нели, да имате впечаток дека се работи за некој шведски Бони и Клајд, за убиецот и за неговиот соучесник или соучесничка. Впрочем, Бони и Клајд, американските Бони и Клајд, живееле и загинале некаде во истиот период кога се случуваат и овие настани. Меѓутоа, кажав дека овој роман е многу повеќе од она што изгледа на прв поглед. So what happens here actually is that the author, she juxtaposes a private narrative, a private family issue to the social discourse in Sweden at that time. Значи, таа ја поставува личната семејна историја, приватниот наратив, наспроти она што е јавен општествен дискурс во Шведска во тие 30-ти години. Впрочем, фокусот на приватната историја, на приватните истории е нешто што многу често се среќава кај писателките. The focus on private histories is something that the women writers very often write about. Само накусо сакам да се задржам на кои се некои интересни мотиви кои што се јавуваат овде во тој приватен наратив кој што го води авторката, а кои што се наоѓаат во сенката на злосторот. Значи, тука таа зборува многу за мотивот на отуѓената мајка. The author here speaks a lot about the motive of the estranged mother, something that is going from one generation to another in the family. И таа вели, тука нашите животи се варијации на истата тема, мајка што нагло исчезнува.
Тоа го поврзува нашето семејство. Се работи за тешкиот однос на детето или на сите деца низ генерации на семејството со мајката. And this is the difficult relationship that the children throughout the generations of this family have with their mothers. Впрочем, дури мајката на Фредрик, на убиецот, поминува голем дел од својот живот во душевни болници. And the mother of Frederick, the killer, also spends a lot of time in psychiatric asylums. And what the author says, she says, her soul is closed within a cocoon of fear, and nobody can touch inside. Frederick has a mother, but her heart is closed. Значи, Фредрик има мајка, меѓутоа незиното срце е затворено. Ваквиот мотив се спротиставува на она што авторката го слика и како општествена улога на жената во тие 30-ти години, впрочем и во првата третина на 20-тиот век, во случаја во Шведска. This is the time when Freud was also writing, and this is the man who said anatomy is destiny. So a lot is being said about the social role of the women at that time. Впрочем, Фройд неколку години пред убиството за кое што се зборува тука, ја напишал својата книга Цивилизацијата и нејзиното незадоволство, во која што зборувам за судирот меѓу општествените норми и стеги од една страна и потребите или инстинктите на поединецот од друга страна. This is the time of big social changes in Europe in the 30s. This is the time when the fascism starts to rise. This is the time when there is a great economic crisis. И наспроти оваа голема економска криза, наспроти големите политички придвижувања во Европа, се наоѓаат мажите кои што ги опишува Хелена Хеншен, мажите кои што се во центарот на општествениот фокус. Впрочем, таткото, убиениот татко, е некој кој што е исклучително важен во времето во кое што живее. So the father, the killed father, the murdered father, is somebody who was extremely important at the time when he lived. He held a number of very important public functions, and he was responsible in a way to maintain peace and order in the society at that time. Меѓутоа, настрана од овие приказни што се раскажуваат, она што е исклучително интересно е кога ќе се заврши читањето на книгата. So when you reach the end of this book, you also come to a very important understanding. Доаѓате до едно многу важно разбирање дека ова впрочем не е роман за злосторот. This is not a novel about the crime. This is not a novel about the events that it describes. Не е роман за настаните кои што ги опишува, туку овој роман е всушност автобиографски и автореференцијален наратив за самата потрага по приказната. So this is an autobiographic and autoreferential narrative about the quest, about the search for a story, about the process of research and writing. Значи, како таков, тоа е едно интимно, речиси терапевтско прочистување на авторката преку расчистувањето со своето семејно минато. In silence and shame, shadows are born. Вели авторката, во молчење и срам се раѓаат сенки. Така што она што таа го прави, пишувајќи го овој роман, е всушност расчистување со тие сенки, вадење на виделина на сето она што било скриено. Станав носител на настанот, вели таа, на прашањето без одговор, на никогаш разоткриената семејна тајна. Но ќе поминат повеќе од 40 години пред да соберам сила за да тргнам во потрага по архиви и библиотеки и да нарачам да ми ги достават сите документи за убиството. The author herself is more present in her own novel than the characters that she writes about. Самата авторка е присутна во својот текст дури и повеќе од ликовите за кои што пишува. Таа зборува за себе исто толку, колку што ги остава и нив да зборуваат во своје име. This book is my personal interpretation about what happened, but the search for what happened and how it influenced the ones who survived is theirs. Книгата е моje лично толкување на тоа што се случило, но трагањето по тоа што се случило и како влијаело на преживеаните е нивно, вели таа уште во предговорот на книгата. Во зборувајќи за приказната на своите предци, таа всушност зборува и за својот собствен комплексен и комплициран однос со својата мајка. So she speaks also about her complex and complicated relationship with her own mother, and in a way
what she does is she breaks the generation-long circle of pattern, maybe, значи го прекинува шаблонот на генерацијските односи меѓу мајките и децата by writing, со пишување, всушност. In the very end, сосема на крајот, она што таа всушност го прави со оваа книга, what she does, is actually by clearing up her family traumas, she becomes a writer. Значи таа всушност станува писател, затоа што и Борхес во еден свој познат есеј кој што се вика Слепило, Борхес in a famous essay that he wrote which is called Blindness, says и вели, еден писател или секој човек треба да мисли дека се што му се случува инструмент, сите нешта му биле дадени за некаква цел и ова веројатно е посилно во случајот на еден уметник. Сето тоа што му се случува, дури понижувањата, срамовите, несреќите, сето тоа му било дадено како глина, како материјал за неговата уметност и тој мора да искористи. So everything that happens to paraphrase Borges, everything that happens to an artist, to a writer, such as humiliation, shame, misfortune, everything was given to him as clay, as material for his or her art. And that is something that has to be used. И благодарам. Thank you. Ви благодарам многу, Елизабета, за овој многу содржаен осврт кон книгата. Thank you, Elizabeth, for this very substantive, how can I say it, overview of the book. Верувам дека на нашата публика навистина е сега заинтересирана да дознае што повеќе се случува во книгата. I believe our audience is now even more interested to find out what this book is really about, what's happening in the book. Мене ова ме подсети на една мотивацијска слика, колку и да е чудно, на која што налетав на друштвените мрежи пред неколку дена. This reminded me of this small motivational meme or image I saw on social media a few days ago, and it went, everyone you see is either repeating or breaking through cycles of generational trauma. Секој што го гледате или повторува, или крши, пробива низ циклуси на генерацијска траума. And that's very true about this book. I think the way I perceive this book, this is the healing legacy. This is the way one woman takes it upon her to break the cycle of generational trauma in her family, so that we know what happened was a big scandal in Swedish society. Значи, оно што се случило било голем скандал во шведското општество. Оваа жена врз себе ја презема задачата да ја скрши таа генерацијска траума што тече, што се провлекува незиното семејство, за да ги ослободи следните генерации. So she undertakes this task to break the generational trauma so that she can set the upcoming, the new generations free. И нели целиот скандал се однесува во минатото, пред речиси 100 години, речиси 90 години, и мртвите се веќе мртви. Опште колку и да се смета за значаен, тука не може ништо да се направи. This entire scandal took place nearly 90 years ago, and the dead are dead, there's nothing that can be done about them. Но она што може да се направи е да се победи таа траума и да се понуди нов начин да се створат нови генерации во семејството кои што ќе бидат ослободени од таа траума. But what can be done is to release the new generations from the trauma. И во тој процес на ослободување се раѓа една писателка. And in this healing process of releasing the trauma, a new writer is born and a great novel is produced. И се создава еден прекрасен роман. Сега верувам дека можеме да продолжиме со читање на извадоци од романот. Керката на авторката ќе ги чита на шведски, а потоа преведувачот ќе го чита своето дело на македонски. Now we can read a few excerpts from the novel. The author's daughter will read them in Swedish, and then the translator will read the excerpts in Macedonian. Let me first thank you for this very interesting and thoughtful text. There are so many comments I would like to do, but I would like to read first. And I would like to say that I'm so sorry my mother is not here with us here today. She passed away in 2011. But I know she would have been very proud to hear your text and to learn that people now have the opportunity to read her novel also in
in your country here. It is now translated to more than 12 different languages, and it is still being translated. And but we are very proud, we children. But I will tell you more about the process of her writing the book and where I entered this process later, and I will read this in Swedish. Just a second so that I can translate. Најпрво би сакала да ви се заблагодарам за овој многу добар осврт на книгата. Многу ми е има многу коментари, меѓутоа ќе ги зачувам за покасно. Она што би сакала да ви го кажам да ви кажам е дека многу ми е жал што мајка ми не може да биде вечерва тука, таа почина во 2011 година, затоа што навистина ќе беше многу горда да ги чуе вашите размислувања и ќе беше многу горда што луѓето сега можат да го читаат овој роман на македонски, веќе е преведен на 12 јазици и во моментов и понатаму се преведува, но за тоа ќе разговараме покасно, сега ќе го прочитам извадокот. Fadermord intar en särställning i litteratur och myter. Fadermord, modermord, brodermord. Det är Hamlet, Macbeth, bröderna Karamazov och Orestes som jagas från land till land med brinnande facklor. Det är Oidipus som sliter ut sina egna ögon när det uppenbaras att han har dödat sin far och gift sig med sin egen mor. Oidipus har brutit mot 2 tabun, incest och fadersmord. Att han är utan skuld förringar inte gärningen. Tvärtom tar den ut sin hämnd och förgör honom. En känsla av skuld och skam. Ett gissel för den som är oskyldigt drabbad. Den skyldige kan betala sitt brott och göra sig fri. Men inte den som ingen skuld har. För han har inget att sona. Fredrik och Sofie, alltså mördaren och hans fru. Fredrik och Sofie efterlämnade en 3-årig dotter. Det lilla barnet samt Fredriks yngre syster, alltså min mormor, min mammas mor, som upptäckte vad som hänt i våningen på Norr-Mälarstrand, fick bära på en känsla av skuld och skam genom hela livet. Vem får längta efter en sådan far? Vem kan tillåta sörja en mördare? De bemöttes som smittade med någonting onämnbart som ingen förmådde vidröra. Omvärlden vände sig bort. Det fanns ingen tröst att ge och ingenting att tillägga. Mamma, hon har farit till Paris, sa man undvikande till 3-åringen. Som upphörde att tala och väntade ensam i sitt rum dit jungfruarna bar in maten. Den 15-åriga systerns upplevelser efter händelsen var likartade, kanske svårare. I ett slag hade allt utplånats som varit hennes barndom. De vuxna som stod henne nära var mördade. Hemmet upplöstes. De av pengarna som inte hade förlorats i Krügerkraschen gick till skulder och själv kallades hon till vittnesförhör. En grannfamilj förbarmade sig över henne och hon fick bo hos dem till studenten. Да прочитаме од преводот? Да. Океј. Сака беше да кажам, може би подоцна, или? Подоцна ќе разговараме, ако сакате слободно нешто кажете и сега. Океј, ајде прво да прочитаме преводот, иако тоа не е моја специјалност. Јас повеќе се снаоѓам како преведувач, не како интерпретатор, но ајде. Убиството на татко зазема посебно место во книжевноста и митовите. Убиство на татко, убиство на мајка, убиство на брат, тоа се Хамлет и Макбет, браќа Карамазови и Орест, кои го прогонувале од земја до земја со запалени факели. Тоа е Едип, кој си ги извадил очите кога се покажало дека го убил сопствениот татко и се оженил со мајка си. Едип прекршил 2 табуа, направил инцест и го убил татко си. Тоа што бил невин не го намалува неговиот чин, напротив, одмазната била негова смрт. Чувство на вина и срам, казна за оној што е осуден невин, виновникот може да плати за својот злостор и да се ослободи,
но не и оној што за ништо не е виновен, оти тој нема за што да се покае. Фредрик и Софи зад себе оставиле 3-годишна ќерка, но тоа мало дете, како и на Фредриковата помлада сестра, која открила што се случило во станот на Норд Меластранд, им останало само чувство на вина и срам за целиот живот. Кој смее да копне по таков татко? Кој смее да тагува по убиец? Луѓето кон нив се однесувале како да биле заразени со нешто неизлечиво, зашто никој не сакал да се допре. Светот им го свртел грбот, за нив немало утеха и немало ништо што можело да се додаде. Мама отпатувала во Париз, ја лажеле 3-годишната, која престанала да зборува и времето го минувала само во својата соба, каде што дадилката и носела јадење. Искуствата на 15-годишната сестра по тоа што се случило биле слични, можеби и полоши. Со еден удар било уништено се што го представувало незиното детство. Возрастните од незиното најблиско семејство биле убиени. Домот се распаднал, оние малку пари што не биле изгубени во кругеровскиот крах на економијата, отишле за долговите, а неја ја повикале да сведочи. Едно семејство во соседството се сожалило на неја и ја повикало да живее кај нив додека да матурира. Мислам дека сега можеме накратко да поразговараме со ќерката на авторката и со преведувачот. I think that now we can have a brief conversation with Christina and Ivica. Christina, first of all, I'd like to ask you, how were you involved in this entire process of writing the book? You've mentioned something to me previously. Can you tell us something more about it? Кристина, прво би ве прашала како вие бевте ангажирани во инволвирани на пишувањето на оваа книга. Ми спомнавте пред малку дека и вие нешто работевте, па дали може нешто повеќе околу тоа да ни кажете? So for my mother to write this book was very difficult. Беше многу тешко за мајка ми да ја напише оваа книга. Because it was, as you have indicated, it was a big trauma for her. Затоа што што кажавте беше голема траума за неа. But she also felt that it was a big trauma for her mother and that generation, and many of them were still alive. Not her mother when it was published, but many of the others were still alive, like the 3-year-old child of the murderer and his wife. She just died a year ago, so it was a very sensitive travel, literary travel that she made through this journey that she made by writing this book. И беше тешко затоа што голем дел од луѓето од претходната генерација, незината мајка кога книгата беше објавена, веќе беше почината. Меѓутоа, голем дел од луѓето од незината генерација, вклучително и малото 3-годишно девојче кое што претходно беше спомнато, ќерката на убиецот, таа беа живи кога се објави книгата и тоа беше една навистина многу осетлива тема. And the dimension of the scandal of this event, the murder in 1932, I mean, it is still well known in Swedish history. It has, it is still one of the most awful mass murders that we have in Sweden. So it was, it has so many awful ingredients that were very traumatic also to the Swedish society. Затоа што самиот димензијата на скандалот што го следеше ова убиство, кое што се случи во 1939 година во Шведска, беше огромна и всушност тоа е едно од најголемите масовни убиства што било кога се случиле во Шведска и до ден денеска се зборува за тоа убиство. Така што состојките на тој скандал беа многу травматични за авторката и за незиното семејство. So your question is, how did I come into this story? The fact is, when she was writing this book, she needed someone to brainstorm with her, to comment her text, to be part of the reading and to send her feedback, and that was me.
Вие ме прашувате како ја влегов во оваа цела приказна, па тоа е затоа што додека пишуваше, мајка ми беше многу потребно некој да го чита ракописот, да коментира, заедно со неа да размислува, да прави брейнсторминг и да го препрочитува. И во таа улога влегов јас. Because she was walking in a minefield, basically, of emotions. Затоа што таа газеше во суштина по минско поле од емоции. And it was a very creative process. Of course, I cannot take any credit, of course, for this book that is now so well read and well published. But it was a pleasure, and me and my mother, we came very close through this process. И не можам, тоа беше еден прекрасен креативен процес за кој што секако јас не можам да преземам никаква заслуга, но навистина беше многу убаво и во текот на тој процес јас и мајка ми многу се зближивме. It was also her first book, and the first publishing company didn't want to publish it because it was the family owning that publishing company was very close to our family and my grandmother, and it was too sensitive for them to publish this book. И ова истовремено беше првата книга што мајка ми ја напиша, па издавачот одби да ја објави затоа што семејството на издавачот беше блиско до семејството на мајка ми и премногу им беше осетлива темата. Смета дека премногу осетлива тема. So she turned to Brombergs, Dorothea Bromberg, who is a very clever publisher in Sweden with a very small publishing house, and she said, yes, of course, I will publish this book, and she did a very good job. And I was together with my mother on a travel actually when we were in the US, and she was there to take care of one of my children who was a baby, and I brought him because I was studying there, and she came and helped out, and the phone started to ring in the night, the cell phone, and it was the Swedish literature critics who wanted to make interviews with her in the middle of the night due to the time difference. И поради тоа мајка ми се обрати на Доротеа Бромбайс, издате ве? Yeah. Која што е една многу интелигентна мала издавачка куќа, која што прифати да ја издаде книгата и навистина заврши одлична работа. Така што книгата беше издадена и во тој период јас патував во САД затоа што таму учев. Со себе ги носев и своите деца од кои што едното беше мало, па мајка ми дојде со мене за да ми помага околу децата. И на среднок, поради временската разлика, добивме повик во кој што првпат се случи некој книжевен теоретичар или литературен критичар и се јави на мајка ми и сакаше да има интервју со неа поради книгата. And she was so surprised. She was like, no, somebody wants to read my book, somebody wants to publish my book. And it was a wonderful story because it was her first book, and it became a big success in the literature in Sweden, and now it's well published in so many countries. И тоа беше една навистина прекрасна приказна. Мајка ми беше многу возбудена затоа што некој воопшто сака да ја чита нејзината книга, не сака да разговара за нејзината книга. Потоа книгата постигна огромен успех, и сега е читана и преведувана широм светот. And whenever she went out to tell about her books, I often came with her, and it was always packed. And she was invited everywhere, and it was packed. People wanted to discuss because people have their own traumas. She did not only reconciliate or resolve the trauma in our family with this book, but she contributed to heal many people's traumas. И секаде каде што ќе ја повика да разговара со своите читатели или читателки, а јас често доаѓав со неа, секаде беше преполно и луѓето многу сакаа да ја поставуваат прашања затоа што оваа книга ги допираше. Таа успеа да изврши некое помирување не само со травмата во нашето семејство, туку луѓето си имаат своји трауми, на некој начин оваа книга ги допираше и можеби имаа некоја катарза, односно во себе чувствуваа некое помирување поради книгата. So that was my role in the. Yes. Ивица, би сакала вас да ве запрашам како одеше процесот на превод?
Па добро, ајде да бидеме консеквентни, тогаш јас да зборувам на македонски, па вие малку ќе не морате се да преведувате што ќе кажам, ама така, малку накус, може? Няма проблем. Договорено? Yes, so I'd like to ask Ivica, how is the translation process going? Јас сум навикна како се рadi. Најпрво пред да кажа, тоа е еден од највозбудливите романи што сум ги превел досега од шведската литература на македонска. Има преведено поприличен број, некаде околу 35 оделни дела од разни писатели. И најпрво би сакал да го пофалам издавачот, бидејќи тоа беше иницијатива на Антолог да се преведе оваа книга, која навистина постигна многу голем успех во Шведска. Промоторката го кажа тој факт дека на сериозна возраст е објавена оваа книга како дебитанско дело. Преку 60 години, да бидеме попрецизни, на 64 годишна возраст Хелена Хеншен го објавува своето прво дело. Сите што пишуваат литература знаат што тоа значи и навистина импонира тој факт. Истовремено, со објавувањето на таа книга да се појавите во една национална литература на 64 годишна возраст, што би рекле вака вулгарно, пежоративно како баба, и да добиете тираж продаден околу 300.000 примероци. 300.000 примероци во една држава, тоа не е мала работа. Well, it is one of the most exciting novels that I've translated, and in recent years I've translated quite a lot of novels from Swedish into Macedonian. I'd say that there are about 35 novels, separate works. And first of all, I'd like to praise commend the publisher for choosing this book because it really had huge success in Sweden, and it's been well read wherever it has been translated, so I think that it will have a nice place in Macedonian literature. Another thing I'd like to mention is that this book is the debut, is the first novel of written at the mature age of 64, to be more exact. It's how Helena Henshen was old her age when she wrote this book. And anyone working in literature is aware of what it means to publish your first novel at such an age. And I think that it was a huge success. Се разбира дека е голем успех да објавите книга која ќе биде продадена, значи не поделена на рака, од 300.000 примероци, тоа не е мала работа, а не е литература трилер или криминални романи или било што слично, како што денеска во Европа се продаваат книги. Оваа книга за мене како преведувач, сега можам да кажам, не како рецензент, сепак е битно да се потенцира дека има динамичен стил на пишување, кој не бе остава, бидејќи еден преведувач работи во детај, збор, читателот ги чита речениците, но не навлегува во секој момент на јазичната динамика која би му била интересна да застане и да размисли. За мене ова беше една студија на проучување на еден стил кој се поврзува со целосна психолошка драма која писателката е доживеала во смисла на историјата на нејзиното семејство. Но сепак би сакал да кажам како еден личен афинитет што јас го доживеав со оваа книга, не беше сепак таа спектакуларна трагедија дека Фредрик Понсидов го утепал својот татко, го убил. Практично оваа книга би можела да се нарече во сенка на убиството, не во сенка на злосторот, иако би звучало тоа малку би однело целата приказна понастрана. Туку повеќе некои делови од книгата што за мене ми отворија поширок општествен контекст во Шведска, што писателката исклучително добро ги обработила. Добро, ајде малку да застанам, па ќе кажам и за тоа. Ова е роман што се продаде во 300.000 копии. Oh, sorry. Yes, I'm sorry. It happens to me. Sometimes I read. It's not easy. I switch over. This is a novel that sold in 300,000 copies, and which is a really big success, especially right now when in Europe the most popular novels are crime novels or thrillers. And when it comes to the writing style, what I noticed was that it was a very dynamic style.
And because the average reader just swallows the sentences, it doesn't pay so much attention to the individual words or the sentence construction. What I found to be very interesting is how her writing style reflected the psychological trauma from her history that she underwent. And also, yes, another important thing that she exceptionally, another good name for this novel maybe would have been In the Shadow of the Murder, not the crime, but this is what the author has decided. And what I was also impressed by was how she managed to incorporate the broader social context and social events happening at that point of Swedish history and Swedish life into her novel. Значи, можеме ние да го доживееме овој роман, еве и промоторката многу убаво укажа како Бони и Клајд, како една филмска црно-бела монодрама, меѓутоа не е тоа. Сепак е романот поврзан со еден општествен контекст кој многу значи во историјата на не само шведското, туку и европското работничко движење. Се случува во 30-тите години, 40-тите на меѓу двете светски војни, кога е убиен практично еден од најзначајните личности на работодавците во Шведска. Значи, оние против кого работничкото движење вршиле голем отпор и протести. И непосредно пред убиството што го извршил Фредрик, главниот лик во романот, на својот татко, се случува еден од најголемите штрајкови во Шведска. Она што сега со лекторите не би можеле да се согласиме како да го преведеме, strike breakers, штрайк брейкери, не би можеле да го кажеме, нели, прекинувачи на штрајк. И практично последен пат кога во Шведска се убиени работници во еден работнички протест во Одален, до 31 година, и тогаш е и убиството извршено на Јалмар Монсидо во 32 година, и доаѓа, се случуваат избори кога е избран Пер Олбин Хансон за социјалдемократски премиер на Шведска, од кога и социјалдемократијата во Шведска добива голем замав. Се до ден денешен расплет на целата политичка историја во Шведска. Зашто ова го потенцирам? Затоа што писателката ова го обработува на еден мощне, детално, прилично со детали кои практично немаат никаква врска со оваа мелодрама околу љубовта меѓу Софи и Фредрик, околу нивната семејна трагедија со болни психички мајки или со некои проневери, со измама и така натаму, туку му дава на целиот роман еден поширок контекст кој може би да биде интересен само за оној што сака да се вметне подлабоко во меѓу редови да го прочита. Ова прво ќе го... I will first translate this and then comment on it if it's possible. Јас се извинувам. Нема проблем. Не морате се да преведете. Кажете ми, накуса само. Yes, we can perceive this novel as a murder novel, as, like the promoter said, some sort of a Bonnie and Clyde book, but the layers of social context in the 30s and 40s that are presented in the book give it a much larger meaning. Because this is a very important period for the workers' movement in Sweden, and in the 30s and 40s, just before, there are a lot of references to the strikes happening there, to the limitation of the workers' rights, because Hjalmar von Sydow, the protagonist, the father of the murderer, the victim, in fact, was the president of the Workers' Association, who were confronted with the workers' movement. Not the workers' association. Employers' Association, I'm sorry. Employers. Yes. Of the employers' associations who were confronted with the workers who were demanding better rights and better conditions for work. And it's soon before the murder took place. In fact, some strikes broke out, and in Odalen. And it was, I believe, the last time when Swedish workers were killed during a protest back then. And
After at the next elections, after the murder took place, the Social Democrat Prime Minister was elected, and it's since then that the Social Democratic movement has had a strong hold of, so to say, of Swedish society. It was forbidden to use the militaries against the workers. With Per Albin Karlsson, that was the first decision in the Swedish parliament. Значи првата одлука во шведскиот парламент беше да престане да се употребува сила во мирни протести на работници. And this is, although may not be connected in any way with the domestic tragedy and melodrama happening in the family, is only for those people who'd like to dive more deeply into the novel. Многу би сакала да искоментирам, јас сметам дека цел тој социјален контекст всушност и влијаел на сите работи што се случувале во семејството. I'd like to comment on this, that I believe that this social context is presented exactly because it affected all of the things that were happening in the family on the long run. Само да завршам тоа, зашто го потенцирам овој општествен контекст? Иако љубовната драма меѓу Фредерик и Софија неизбежно најважен дел од романот. Тоа не можеме да го исклучиме, се разбира. И сите пасажи интересни со емотивни, сензитивни описи околу нивната љубовна врска се исклучително длабоки. Но сепак општествениот контекст мислам дека е интересен и за Македонија. И ќе речам зошто. Тие спектакуларни убиства од овој тип, како што е убиен Јалмар вон Сидов, една од најзначајните општествено-политички личности на своето време. Значи, тој не е само татко, тој е една од најдоминантните личности во шведскиот живот во тоа време, се случили и подосна. На 28 февруари 1986 година е убиен Улов Палме, шведски премиер. Траума која до ден денеска не е расчистена, што е причината за убиството на шведскиот премиер. Исто како и во 2003 година, пред точно 16 години, на 11 септември 2003 година, односно се извинувам, 2003, е убиена шведската министерка за надворешни работи Ана Линд, која е овде позната во нашиот простор како во периодот на оружените судири 2001 година во Македонија, бидејќи Шведска тогаш беше претседаваш на Европската унија, таа вршеше преговори околу смирување на ситуацијата. Зошто се овие битни детали? Затоа што и ние имаме една траума во нашето општество со неуспешниот атентат на нашиот претседател Киро Глиборов, кој ден денеска не е такви крупни доживувања не оставаат простор за поинакво нешто отколку да се размислува дека траумата во слоеви го напаѓа населението. Така е и со Јалмар вон Сидов, до ден денеска не расчистена една трагедија. Мотивите врз база на сите можни истражни постапки не се јасни. Без оглед што се обидела авторката, мајката на Кристина да го објасни тоа, сепак никој не може да извлече конкретен заклучок зошто е извршено ова грозоморно убиство. Ете, во еден таков поширок контекст се надевам дека и читателите ќе најдат причина за да ја прочитаат оваа книга и да се надеваме дека ќе доживее и соодветни толкувања во литературниот простор нашиот дел. Although the love story between Frederick and Sophie, the love melodrama, is undoubtedly the biggest part and the most important part of the novel, all the beautiful descriptions of their interactions and so on, this layer of the social context is also very important because this type of spectacular murders did not stop with this one. There were other murders that shook Swedish society later on. In 1986, there was a murder of the Swedish Prime Minister, Olof Palme. And in 2003, there was the murder of the Swedish Foreign Affairs Minister, Anna Lindh, who is also who we are also familiar with because Sweden was presiding over the European Union when the conflict took place in 2001 in our country. So she was one of the people who were negotiating over the reconciliation. What I'm trying to say is that our society also has its own trauma, and Swedish society, even although this our president yes, the assassination, the still unresolved assassination of our president, I don't know which year it Kiro was. Gligorov.
Yes, Kiro Gliuba, the year 1995. in 1995 has also left some traces of trauma, and the murder of Hjalmar, who was undoubtedly one of the most important persons in social life for a very long time in Swedish society, and the fact that it hasn't been resolved, we know who the murderer is, but in spite of this book, we still don't know what the real motivation, factual motivation for the murder was. Those kind of events shake up the layers of society and leave long-lasting trauma. And I believe that the readers who read this book will bear this in mind as they read it. Thank you. So, една мала забелешка, with a small remark. I agree, се согласувам со повеќето од она што го кажавте. Меѓутоа, Ана Линд и Улов Палме беа атентати. So Anna Lindh and Olof Palme, they were assassinated. So it was assassination. They were not killed by family members. But so that's yes, the big difference with this story. Of course, but it was too much spectacular to take about this. I would like to comment. You said, why is it called In the Shadow of a Crime and not In the Shadow of a Murder? I wish my mother would hear to answer this, but my interpretation is that the crime here is not only the crime of Fredrik killing the father, the two maids, his wife and himself. That is not the only crime that this book wants to highlight. The crime is also to be silent, and also the crime of the family. They did not take care of this girl. My grandmother, she was 15 years old. She came home from school with her cousin, and they found the killed persons. And they were not really dead at that time when they came to the apartment. They were still dying. And they found those persons, and the family, this noble family von Sydow, they did not take care of those girls. The grandmother, my grandmother, the girl who found them, she had to move in with a neighbor. That is also a crime of silence, a crime of Би сакала накратко да се навратам на оно што го кажавте околу романот Зошто е во сенка на злосторот, а не во сенка на убиството. Би сакала да беше мајка ми тука со за таа да ви го објасни, меѓутоа ќе се обидам јас да го интерпретирам, да го толкувам. Сметам дека е злостор затоа што се однесува на нешто што е многу пошироко од самото убиство. Не се однесува само убиството на таткото, значи на Hjalmar, на двете слугинки, самоубиството и убиството на Софи, туку се однесува на злосторот на молчење, злосторството на молчење околу сето оваа работа и дозволување на таа да земе такви травматични размери. Исто така, злосторството е тоа што семејството, ова благородно семејство von Sydow, не се погрижило за девојчињата што биле најзасегнати. Сестрата на Фредрик, најмладата керка на Hjalmar, мојата баба, всушност е онаа која што ги најде жртвите, кои што во моментот не беа ни мртви, се уште умира. И тоа семејство едноставно не реши дека нема потреба на некој посериозен начин да се занимава со тоа девојче, да го згрижи, туку на крај таа отиде да живее со соседи. А исто така и керката на Софи и Фредерик не беше. И затоа сметам дека многу подобро е да се подобар назив, посоодветен назив за мајка ми беше злостор. Значи целото е злостор околу молчењето, околу незгрижувањето, околу оградувањето, а не само самото убиство. If I may add a few words, ако може јас да додадам неколку зборови, во насока на оно што вие го зборувавте. Книгата е напишана со многу добро, со осет, по битовски што се вика, баш со класна свест, со свест за социјална правда. The book is written with a very keen sense of social classes, of social awareness. И кога се спомнува убиството на двете слугинки, кои што и не се во фокус тука затоа што не се дел од семејството. And when the murder of the two servants is mentioned, who are not in the focus here because they are not part of the family, the perception of their families is also taken into account. Перцепцијата на нивните семејства е исто така земена предвид. За нив тоа бил само богат човек што го бил поради кој настрадале две слугинки. For them probably this was just a rich man who decided to kill
to poor people, to servants out of his own, I don't know, spoiledness or whatever. И многу ми се допадна што го има тој момент, што се разгледува импликациите на тоа убиство, што се разгледува затоа што тие жртви биле навистина невини и затоа што жените само неколку дена пред убиството отишле да побараат заштита во агенцијата за вработување, да побараат преместување на друго место. And it's very important because she also mentions that only a few days before the murder, those women felt under threat. And they went to the employment agency to look for a new job, to ask to be placed in a different. So понекогаш кога се справуваме со собствените трауми, со собствените тешки чувства, забораваме на тоа кои се пошироките импликации, меѓутоа тука е земен предвид и тој аспект. Sometimes when we deal with our own trauma, we forget about the implications of certain events on other people who are not close to us, but here that aspect is also taken into consideration. Дали имаме уште некој коментар? Do we have any other comments or maybe comments from the audience? Oh, yes, maybe. Yes. Well, one thing that has been very much discussed is why did this happen? And you have given some clues. Was it the fact that he was it this love story? Was it the trauma in society where all the tensions were around the family in different ways? It has also been discussed in several theater plays and films, and at least one more book on this. There is no good answer, I would say, as the reality very seldom provides clear and simplified answers. But we know that he was heavily dependent on drugs. The murderer. He was morphinist, probably on cocaine as well, and that was quite usual in the upper class in Sweden at that time. And we should remember that also the mother, who was very sick, mentally sick, the mother of the murderer, the wife of Hjalmar, she was very heavily dependent on morphine. And that was probably one of the connecting reasons why he became so aggressive and he needed money. But clearly we don't know about the motives, I would say. So it's very much still unknown to anyone. Една работа за која што многу често се зборува кога станува збор за книгата е мотивот за убиството, затоа што се уште реалноста многу ретко ни дава прости одговори на вака сложени прашања и се уште не се знае кој точно бил мотивот за убиството. Оно што се знае за Фредрик, за убиецот, е дека бил многу зависен од морфиум и дека бил зависен од кокаин, што било доста честа појава во повисоките слоеви во шведското општество тогаш. И мајката исто така имала ментална нестабилност и била долго време зависничка од морфиум. И секако тоа придонело, било еден голем отежнувачки фактор кон убиството. Но што точно го предизвикало, исто така му биле потребни пари, сакал да изнуди пари од татко му и така натаму, но што точно било причината за убиството, останува и понатаму непознато, иако е покриено уште и во една книга и во неколку театарски представи, а има и филм на оваа тема. I also want to add that as you discussed, there is a very important underlying theme of the women in the book, and the fact that the women and the class rules were very discriminating against those women. So actually two sisters or two persons in the family expected babies, and they had to go abroad to deliver those babies. First it was the older sister, Emmy, and then it was Sophie. And they, even though it could have been the case that they could have married and be happy and had a baby, but that was not the case. They were forced by Hjalmar, the father, to go abroad and give birth
to those babies far away, and it was extremely traumatic. Уште една работа што би сакала да дополнам е како жените во тој период од шведската историја, какви биле правилата, класните стеги околу нив, затоа што навистина биле многу дискриминаторски тие практики. Две жени во семејството, постарата сестра на Фредерик Еми, како и неговата жена, биле принудени од страна на патриархот, на таткото, кои што биле бремени, додат во странство да ги родат своите деца и да се откажат од нив на некаков начин, затоа што тоа не било во согласно со оние правила за високата класа. Иако може би имало можност, ќе видите во романот, едноставно да се омажат и да си ги родат децата и да продолжи се во некој многу понормален тек. Do you want to comment on this, on the female trauma that is underlying in the book? Yes, maybe just to very brief, also a little bit more general, може би само кус коментар, она што пропуштив да го кажам, затоа што не сакав многу да должам за работите. What we can see in that society is that it's very fixed. Многу е фиксирано тоа општество кое што се опишува. Everybody has a role, everybody has a space within which they have to move. Значи секој има своја улога, свој простор во кој што може да се движи, доколку излезе од таа своја улога, доколку излезе од тој простор има страшни реперкусии од страна на општеството. If people go out of their role, if they try to go out of their space, then there is a very severe treatment on the side of the society, very severe. И начинот на кој што се справуваат ликовите како убиениот татко, нели големите важни мажи, so the way the big important men deal with these issues in the society and inside their families is the same. Значи тоа е истиот третман е и во општеството и во рамките на семејството. Very briefly also, what is here presented is what they call a crime of passion also. Она што се вика, тука е представени нели убиство во афект или со страст дури да се каже, бидејќи тој he kills these people with blows, so with it's a, how do you call it, it's a very harsh bloody murder. It's not an assassination, Chuck, and that's it. So there is a lot of it's not cold-blooded, yes. Yes, there is a lot of suppressed emotion that comes to surface, and that is what is, I think, very important in this book. Многу потиснати емоции кои што излегуваат на површина со самото убиство тука. И what I also think is that it's interesting is that she writes with a lot of compassion. Мислам дека писателката пишува со многу сочувство, дури кон убиецот, even towards the killer. And that's very, it's a very how shall I say? And I think that's part of her healing process, her family healing and her personal healing process. И тоа е дел од самиот процес на лечење на некој начин, значи некаков си дури психолошки третман не само кон луѓето во незиното семејство, туку и кон неа самата. Боже, само два збора. Јас сакам токму околу овој аспект на мотивот да кажам, за да не останеме неразбрани со Елизабета дека политичките мотиви и семејната драма не се исто. Јас и не мислев тоа. Точно е дека Улов Палме или Ана Линд или Киро Глигоров, кај нив можеме да бараме политичка заднина за еден атентат. Но тоа не го објаснува мотивот. Затоа што и во случајот на Ана Линд, Мијаило Мијаловиќ, кој го изврши атентатот, не можете да потврдите дека е истражено со 100% сигурност дека мотивите се политички. Но, поред, тоа се министри, премиери и слично. И во овој случај на Фредерик фон Сидов, мотивот не е сигурно само затоа што е син и татко. Значи не се работи за антишка трагедија. Може би да имало и тука некоја политичка мотивација, но тоа не е ни битно во случајот. Битно е што мотивот не е целосно истражен. На крајот на краиштата, она што јас сакам да го потенцирам со тие атентати е дека не е тоа само моје мислење, туку воопшто земено и со појавата на овој роман, дека траумата која останува во општеството ги надминува далеку семејните рамки. И ден денеска таквите атентати имаат реперкусии врз
цели слоеви на населението. Така и во нашиот случај со председателот Григоров. Не се работи исклучиво само за политички атентат за промена на власта, туку и дека населението доживува бранувања кои се многу пошироки од самиот чин на извршеното или обидот за убиство. When it comes to these motives, what I'd like what I wanted to add is that when assassinations happen, even if there are political figures and even if they are politically motivated, the motives have never been fully resolved. When it comes to Anna Lindh, we don't know. We just know who the murderer is. We still don't know what the motive was. And Fredrik's motive has clearly not been investigated fully, and we still don't know what is. But even regardless of that, the implications that they have on society, the layers of trauma they cause are long-lasting and they affect society in multiple ways. They far exceed the frames of the family. Јас верувам дека доволно кажавме за книгата, останатото би сакала навистина сами да го разоткриете, тие од вас што ја немаат прочитано. I believe that we've said enough about the book. I'd like to leave the rest up to you once you read it, for those of you who haven't read it yet. Навистина ми беше мило што ми бевте гости вечера да поразговараме за оваа книга. I'm really glad that you were my guests tonight on behalf of the publisher to talk about this book. И ви посакувам пријатна вечер. And I wish you a pleasant evening. Thank you.